паметам дека играчките беа во една корпа во ќош од детската соба и секогаш рутината беше иста. Со сите сила да се направи обид да се истурат сите играчки одеднаш. Самото тоа што ги гледам ме фаќа една многу голема носталгија за самите играчки што се сегде околу мене. Ќе почнам ајде со куклите. Едно мало бебенце, кукле, чисто беше играно со ова. Мечи и други мали мечиња. Поточно овие другите кукученца се, едното без очи останало. Ова има некој пластичен. Малце се слуша звук, иако е троко крипи. Батеријата му е стара многу години. Не знам како воопшто издржала. Други куклиња, малечки, изгледа тогаш била во некој си тренд да имат вакви некои ноџиња што многу летат. Ова некоја косамовила и балерина со крилца од позади, со плетенчиња. Памтам многу вака му се правеле фризури. И на многу други од куклите, вака ке сум ги земела и ке сум ги плетела. А на него има и од овие ластичињата, што, како што гледам ова за да му ги држи рацете, изгледа му биле скинати. Овие ластичињата се, мислам дали се купуваја, дали се паѓаја во нешто, не сум сигурна, ама имаја одредени форми, знам сум имала гитара, некоја си ѕвезда и беа одредена форма. Ова мислам дека е гитарата. Ама дали ќе се врати во формата, тоа е прашање. Сите имаја некоја форма, обично се клаваја на раце, а после вака од кога се извиткаја беа се и само тоа што не било на почетокот. Најдам слики од ова не се враќа, останува вака истуткано, ама во секакви форми беа и по еден куп вака се носеа на раце. Едно од овие што многу го памтам е ова топчето со пајче, има како вода внатре и некој спринклс. Ова буквално при секој капење беше до мене и така си седеше. И беше многу интересно да се гледа за време на капење. Ова е нешто како змеј. Памтам ова се тргаше, ме интересира дали уште работи. Пеј некоја песна и се дур ова не се крени внатре, ќе ја пеј песната. Тој ќе трај малце подолго, затоа ќе продолжиме некој од другите. Малце со музиче по позадина, ама тоа е. Од други играчки што се паѓа е гратис. Е ова мачката. Иначе изгледа се од Fisher Price. Тие ги правеа гратис играчките. Ова мачката, ова се тргаше. И така вибрираше, не знам ни шо му е функцијата. Ама буквално се тресеше ова кога се клаеше на земја и кога ќе почнеше да мрда така. Следно, овие две чудни играчки најблиско што можам да ги објаснам е како Beyblade нешто. Многу го сакав Beyblade, царданиот. Овие се клават вака горе, се вртат, порано правеа и звуци и овие вака светеа, беше доста интересно. Сега за жал не. Баш ме интересира дали воопшто се вртат се уште, се надевам. Тоа ќе се испроба. Друго,
Многу често нешто како шминки, како чуда, така некој гледалце, четкиња, со овие му се правеа фризури на куклите, па ова некој како гледалце и цела флейта. Или дали, не знам и дали воопшто можам да наречам флейта, како воопшто се вика овој инструмент, што истовремено е и дувачки, ама и како со клавиатура. Памтам дека многу сакав да научам нова да свирам, имаше и вака да си се подпишиш. Дај да пробам. Најверојатно не требаше да го пикнам уста, ама тоа. Со ова ги залудував моите домоти, на цел глас свирев. Никако на ред да ги остам. И некои други инструментчиња, што исто беа многу гласни. Овие марокас, како и да се викаја. Вака за играње трајаки. Останале и некои играчки што најверојатно се скрос од бебе. Например ова, прекјут комиче, за вака да се мише. Јас памтам многу често вака си ги прицкав едно по едно. Па некои вакави што се прицкат и го прават тој карактеристичен звук што ми се чини сите го знаеме. И некои вакви мали количиња знам. Ова беше како вака да го мрднеш наназад и автоматски да оди само нанапред. Не знам уште дали функционира. А од позади со стило нешто пишано. Draријан Бремовники I love you. Не знам кој е Draријан Бремовники, ама очигледно си имало симпатија на кој да е човекот, ако воопшто е постоечки лик. Бетмен. Ова малце не е ова приказна за како е најдена ова играчка. Јас како дете не бив запознаена со концептот на крадење и само ми се бенди се играчкава во градинка. Јас не знаев дека со тоа што ќе ја земам технички крадам и испадна да земам играчка дома што не беше моја, секој носеше своја играчка. Ама од друга страна ја оставив мојата играчка, никогаш не ја вратив, не знам ни шо беше таја, ама го добив Бетмен. Му се извинувам на детето на кој ме зедов играчката, ова е јавно извинување. Знам, вака го ке му се направеше, лета ја нагоре рацете, многу јако. Виши Нестле, значи било гратис со нешто, не знам точно со шо. Овие играчиња, значи, ова вака личи колично куче, ама, колку што можете да видите, носи памперс. И сега не се сеќавам дали со топла или со ладна вода ако се покриеше, се сменува бојата на памперсот. То дефинитивно ќе пробам да го истестирам некако, се надевам функционира. Друга играчка од Ептен мала, нешто за тропање, собување балончиња, а ова испаднало и да е зачувано скрус упаковката со барби. А имало и вака нешто со топче и да се решава. Прекјут. Јаже. Имам користено ова јаже, ама никогаш не ми одело баш толку скокањето на јаже и генерално беше така. Само колку да се речи јаже. А ова е да ве запознам со Буби. Буби е куклата со која спиев секоја вечер од која имам Буби, не знам ни зашто е крстена Буби. Моментално и носот му фали. Има и кјут капче како со мече или шо. Искрено толку личи ко на глушец. Ама со Буби ќе гушне вака, силно, пресилно, и ќе спиев секоја вечер до не знам која година спиев со Буби. Буквално цело време постојано ми седеше на кревет. Косата му е изгубена. Очигледно имал обид за правење на фризури, ама не толку успешен.
Буби ми беше од секогаш мојата омилена кукла. А сега легендата што во тој период буквално беше главниот фраер меѓу децата е Ноди. И не еден Ноди. 2 Ноди. Ама не, почекајте. 3 Ноди. Дури 3 Ноди кукли. Овие двајцата се близнаци, едниот ке го оставиме. Ова е некоја помодерна верзија од Ноди. Со Ноди се учеше англиски, имаше некои разни авантури, на цедиња, имаше и цртан. Многу интересно човече. Со од позади звонче, ова е функционално, тоа е само играчка. Ова е најстарата верзија, можеби, на Ноди. Видете го. Патичињата цели скинати. Не знам како издржале толку години. Друга играчка што верувам ќе ви биде позната се ваквите табли. Ова вака останало заради тоа што се стапнувало на самата табла и на крајот остана да не може да се бриши вака со гумата. Не знам дали воопшто уште функционира да напишам нешто. Океј, малце. Обид за срце, ама повторно не се... Ете сега подостана малце, не се бриши толку. Ваквите табли беа буквално хит. Се што се цртало на таблата, па знам вака цело црно да се обои, па да се бриши, па не знам. Количка, што истовремено е и пенкало. Вака се вадеше ова, никогаш не пишала, дури и порано не памтам да пишала, ама истовремено беше и не сум кула, формула и пенкало. Нешто што милион чуда се имале од тоа е чуда направи за готвење секакви со се јадења. Цела куња ќе се составувала, па решо, овде не е решото, не знам дали е здраво случајно да не е фрлено, ти памтам, дури и тогаш беше скршено, подпукнато, ти нормално морало да се стапни некогаш. Вака со капачиња, еден куп, па вака за да касниш нешто. Имам приказна за овај ножот, значи негде во градинка, јас ваквиот нож го користев како дел од мојата маска за пират. Ова ме било клаено на ременот и буквално памтам на тоа, како што не шетале така околу градинката во некои блиски места. Знам дека постојано само ми се изгаше овај нож и само се наведнував на секои 2 секунди да го подкренам. За готвење. Ова еве вака лопатката и сега овде е вака подсечена. Тоа е затоа јас како дете имав гениалната идеја да си го носам ова играче на мене како прстен. Го кладов на некој од прстите, се не знам точно на кој, го клавам вака и после не можеше да се избави, тргање лево-десно, јас плачам. Сите околу мене, возрастните, пробват да го извадат, ама не можат. И фала му на тој што му текна да го сечи ова, јас ке останев до ден денес вака со шпатула на прстот. Исто и ова, залепено некој стикер, сега не знам точно од кои чипси, смоки или може би чунга-лунга беше ова. Ама тие што знаат може би ќе ви текни на тоа. Многу играчки, поточно станува играчки од послен беа работи што првично не ни беа наменети да бидат играчки. Тоа е пластична пајнца, чинија. И пример ова лајчето од Несквик, исто Несквик за јачето. Многу работи сум имала од Несквик, деранци, чаши, играчки, не знам, се што ми било со Несквик. Несквик беше, не знам, лудило беше со Несквик. Вакви некои печатчиња со различни принцези, па ваквите животни, ми се чини секој има вакво животно.
многу се специфични. Вакви за на плажа. Колку само се правеле различни форми на плажа, па тоа не е возможно. Ова се има паднато во смоки. И многу имам други така интересни играчиња што се од смоки, што наискрено не мислам дека ги прават толку интересни како порано играчките од смоки. Ова не само што е банана, ама истовремено беше и вака како за и светло, моментално не свети, не работи одамна. Ама крајот од бананата светеше и беше како блиц, буквално како блиц. Друга има многу несекојдневна играчка. Е ова вака личи колачинија, ама се клаваат позади на рака. Тамтам имаш две вакави и со ова топчето што се лепи. Требаше вака да го фрлиш и вака да се залепи и да си подавате така со кој да е другиот пријател. Исто и многу играчки ко за доктор, некои си микроскопи, па вако за вода ѓамети, па топломери, за уши, чеканчиња, различни лекарства, чуда, се. Ова вака личи кон ние старите касети. Ама кога се отклопи, станва змеј. Памтам многу често и вака ќе летав, па дека му се отпара устата, па јамите ме каснува, па не знам, така разни чуда и различни фигурчиња. Вака исто што се паѓаја прекјут малечки количиња, нова нешто ко жабче. Не знам точно шо е, па вака нешто друго ситно. Различни играчиња малечки од многу цртани што беа тоа време така интересни. Кога сме кај играчињата што се паѓа во смоки, ми се падна и ова камерче што може вака да слика и дури слика внатре се менуват сликите што ги слика. Гледам како некои рибчиња, се некои морски животни. И со секое сликање се врти сликата за да изгледа како вака, како ќе застанеш, како стварно да сликаш. Ова страшно куче, немате појма колку само сум плашена од ова нешто. Памтам, требаше вака да оди назад и сега, кога ќе оди назад, очите му се затворени, ѓамите испие. И сега треба да се притиска на коските, ама да не се погоди коската која ќе го разбуди. И од секојаш вака сум скокнувала со ова. Мислам како да не скокнам. Нешто е доволно страшно, да бидеме доста искрени. Коцки. Посебно овие старите коцки, да речам, така старите коцки, во кутија од чунга-лунга, може да се види малце дел од лепенката, од етикетата. Првин било за нека лижавчиња, бомбони, мастики, а потоа станало кутија за коцките. Дури и со капакот се наоѓа игри за да си играт нешто да се врати, па не знам. Многу прејаки ми се коцкиве. Ами впиши LC Bricks. Немам појма која компанија е таја. И памтам можеше и вака да се клават странично, имат вакви еднико подиспакнати, во другите длабнати и може да се редат странично и буквално да направиш како некој патче. Најна сега имаме странична фигура, а вака изгледа одназад и може вака да се спојват одгоре, некои вака помали,
а и на некој начин копатека можеше да се направи, за пример, за да поминува колата. Тоа беше често така интересно. Сет за боулинг. Искрено не памтам дека толку сум го користела за куглање, отколку за многу други рандом работи. Топка, да пример, само така за фрлање, за тркалање, овие нешто како меч или како шишен за геометри да се поднапиеш. Дури овие црниве пластики што ги држат вака, некако ко круна, ко нешто друго, а не баш толку како да се искористи како сет за куглање. И друга една играчка е ова. Овие вака кај што треба да се удрат топчињата под цел ден, ова вака сум го правила. Дали сум имала милена играчка? Па сигурно, само што не се сеќавам на доста од играчките. Многу од играчките исто така со текот на годините биле фрлани, па на нив најверојатно воопшто не би можела да се сетам. Тие останаа само во позадината на одредени кадри сликани за време на родендените. Веќе чекам да видам кои други играчки пишале моето детство.